Добро вечер во емисијата 360 степени на Алсат. Еве ги темите за вечерва. Наместо пиво, украинска пиварница полни молотови коктели, а граѓаните се почесто ги користат за одвраќање на руската агресија. Вчера им влегли руските тенкови и тие буквално сите жители, наместо да се кријат под подруми, тие излегоа пред тие тенкови и ги свртеа назад. По оценката на председателот на МАНУ дека Преспанскиот и договорот со Бугарија ќе распаднат Македонија. Është diçka që mendoj se është shumë subjektive. Коцарев во основа е своевиден политички провокатор. Колку се почитува екозаконот за наплаќање на пластичните кеси во маркетите. Кесе, а тут ме пагувају. Това е напаха. Се пагувају тоа се вркуće пагувају. Анализа на еднаквоста на испорачаните здравствени услуги во 28 ковид центри во земјава. Во анализата се констатира дека само 5 центри овозможеле високо ниво на здравствени услуги. Вообичаено реклами, па најавените содржини. Во 360 степени. И нашите, како и очите на мноштво жители на планетава, деновиве се свртени кон Украина и руската воена инвазија на оваа земја. Владимир Мирчевски обедени неколку аспекти на темата број 1 во светот, што домашни, што украински. Како во ниеден воен судир досега, социјалните мрежи се извор на информирање, па дури и за главните настани. Можеби не секогаш од нив може да се добие големата слика, што сепак останува задача на мејнстрим медиумите. Но во многу ситуации, без граѓанското новинарство на Facebook, Twitter, Telegram, TikTok, тешко дека јавноста ќе стигне до вакво ниво на информираност за текот на инвазијата на Владимир Путин во Украина. Пеколот продолжува, велат украинците, за ситуацијата во земјата по неколкудневната руска агресија. Почетокот на преговорите меѓу двете земји не донесе и крај на воените дејства. Руските сили, кои од неколку правци ја напаѓаат Украина, продолжуваат да се потпираат на воената надмоќ пред се во оклопните единици. Но отпорот на Украина, која добива големи количества оружје од западноевропските земји, со секој изминат ден како да станува се посилен. Украинските сили се обидуваат на секој начин да им го отежнат напредувањето на русите, меѓу другото и со замена на патните табли. На социјалните мрежи на кои доминираат украинските постови и објави за состојбата на теренот, се почести се видеа со заробени руски војници. Зачем прибыл? С какой целью? Прибыли мы на учение. Нас тут обманули маленько. Ну, так вот оказалось, что теперь я здесь. Та же часть изначально говорили, что прибыли на учение. В итоге, когда уже закинули на передовую, люди все были деморализованы и никто не хотел идти. Но сказали, будете врагами народа. А так это военное время, то вообще можете быть расстрелянными. И нас стали закидывать как пушечное мясо. Хотя люди все проявили наши части этой войны, но не хотят. Просто хотят домой, просто хотят мира. На социјалните мрежи се објавуваат и видеа кои, да не се снимени во услови на војна, би биле дури и смешни, како ова во кое селанец со трактор наводно одвлекува оштетено руско оклопно возило. Се користи се што може за да се спречи руското напредување. Локална пивара наместо пиво сега полни шишиња со молотови коктели. Министерството за одбрана на Украина издаде упатство до граѓаните кои се слабите точки на руските оклопни возила и каде да целат со молотовите коктели. Мобилизирањето цивилно население донесе друг проблем. Многу достапно оружје и алкохол не одат заедно. Во некои делови на земјата забранета е продажбата на алкохол. Освојувањето на Киев останува еден од приоритетите на Кремљ. Кон главниот град се движи нова колона руски возила долга неколку километри. Ситуацијата во главниот град станува критична, се празнат продавниците со храна.
Од утрото, кога завршува полицискиот час, се забележуваат редици граѓани пред маркетите во обид да купат нешто што останало. Председателот Зеленски, кој од актер комичар се трансформира во символ на украинскиот отпор, денеска имаше порака за руските војници. Бросайте вашу технику и уходите. Не верьте вашим командирам. Не верьте вашим пропагандистам. Просто спасайте ваши жизни. Уходите. Одрече се секој украинско семејство има член кој директно учествува во одбраната на земјата. Таков е случајот и со Олена Сомер, која живее во Хелсинки, Финска, а потекнува од Одеса, град на југот на Украина, од каде доаѓа најсилниот руски удар. Со Сомер разговара Ирена Каревска. Денеска е 5-ти ден од почетокот на руската инвазија врз Украина. Вие сте во Финска, но вашето семејство се уште е во Одеса. Имате ли контакт и дали вашето семејство е безбедно? Все это время мои родители каждую ночь проводят в подвале. Постоянно звучит сирена бомбежек. В Одесской области есть погибшие, их много. Мой дядя ушел добровольцем, брата моего забрали в армию, и с ними связи нет сейчас. Мне очень сложно говорить, потому что я волнуюсь за своих родных, волнуюсь за братьев, за дядю, за маму. И мы надеемся только на победу, потому что мы независимая страна, и мы не хотим быть с Россией. Мы не хотим. Мы хотим быть Украиной отдельной. Каде се вашите роднини? Дали се дома или во некое засолниште, можеби? Имаат ли вода, струја, храна? Да, контакт есть, связь с родными есть, интернет работает. Электричество вчера с 4 часов выключили, но сегодня утром дали. Коммунальные службы работают хорошо, восстанавливают все поломки. Передвижение по городу запрещено. Машины сказали убрать со всех дорог, потому что они мешают передвижению техники. Много добровольцев записались в оборону, делают коктейли Молотова, и даже любой простой гражданин, любая бабушка, все готовы бороться. Рековте дека ваши роднини заминаа во војна. Дали заминаа доброволно? Имате ли контакт со нив или информации за нив? Да, дядя пошел по собственному выбору, он пошел добровольцем, он записался сам. Брата забрали, он только прошлой весной освободился, он был в армии, он закончил служить, но теперь его призвали как резервные силы. С ними связи нет, дозвониться нельзя, где они находятся, мы не знаем. Кои се вашите планови и плановите на вашите роднини? Дали ќе останат во Украина или планираат да ја напуштат земјата? Нет, никуда они уехать уже не могут, город закрыт, дороги перекрыты, стоят блокпосты, и ехать по дорогам сейчас опасно, потому что и бомбежки, и много диверсантов в Одесском регионе очень, передвигаться опасно. Были случаи, что русские расстреливали гражданские автомобили, сейчас уехать уже нельзя. Моя дочь летом хотела поехать на каникулы к бабушке. Я очень надеюсь, что это будет возможно. Сейчас в Украину поехать невозможно. И украинската диаспора во Северна Македонија е на нозе. Се координира хуманитарната помош и се бодрат семејствата дома во Украина. Нашата Славица Филиповска разговара со Татјана Урбановиќ, која 10 години со сопругот живее во Скопје. Татјана Урбановиќ, што велат вашите роднини и пријатели? Како во овие моменти се живее во Украина? Па тешко, ама ова војна многу не обедини. Значи на сите нашите роднини, на сите нашите пријатели нема дури помислено нешто да избегат, да се дадат, нешто такво. Не, сите се на своите места, сите се борат, сите барат помош и од Европа и од сите други држави, сите барат помош, ама
никој нема такво чувство дека ние можеме да изгубиме. Ако ние ќе изгубиме, ние ќе ја изгубиме својата држава. А никој од нас не сака да биде дел од Русија. Од Сабајле, кога во 5 Сабајле им паднаа првите бомби. И мајка ми ме разбуди со повик, каже: извини, ако нешто сме те сгрешили, може и нема да се видиме никогаш, не бомбардираат. Сакате да кажете дека свесно останаа вашите роднини во Украина? Да, свесно. Во кои градови? Ние сме во Днепр, дел се во Киев, па и по други градови се нашите роднини, нашите другари, нашите пријатели. Сите кој што може да биде вреден на своето место, иако не се војници, иако немат никаква врска со тоа, тие секој на свое место помага. Кој може да готви храна, готви храна. Дури има во мојот град, мајка ми спомнета дека бездомници сами се понудија да ги собират шишење, да ги стават на волонтери што ги прават овие коктели Молотов. Значи, ако ќе не дојдат во нашиот град, ги чекат буквално под секоја грмушка. Не ги пуштат. Еве на мојата кума, таа од малечок град под Запорожје, 5 улици има само. Вчера им влегли руските тенкови и тие буквално сите жители, наместо да се кријат под подруми, тие излегоа пред тие тенкови и ги свртеа назад. Дали сте задоволни со работката со македонските власти овде и како мислите дека тие можат да придонесат во оваа ситуација? Да, многу сме благодарни на македонските власти дека имат затворено небо за руси. Многу им сме благодарни, значи, на сите тие новинари што сакат да ја слушнат вистината, не само да ја препостират од некои други, значи сами сакат да го слушнат изворот. Татјана, лично вие дали сте за војна или за мир? Па како било кој човек може да е за војна? Како тоа е возможно да си за војна? Ама ако ти влегува во дом, ако ти ги тепат твоите деца, ако ти ги убиват твоите пријатели, значи тоа не е возможно да си против. Ти веќе си приморен да се бориш за својата држава. Ке нема војна ако русите ќе си отидат дома. Сите. Со своите војска и нема да не чепкат веќе никогаш. Каков е сентиментот кај граѓаните на Северна Македонија за тоа што се случува во и околу Украина? Едно од прашањата што Зоран Јовановски и Хекура на Кифи им ги поставија на скопјани. Ги праша и што мислат за Владимир Путин, а што за Володимир Зеленски. Како ќе заврши се во ова? Jo, nuk e mbështesmi se Rusia me aktin që ka bë e shkel sovranitetin dhe integritetin territorial të Ukrainës. Što bi pravil ti neko ti donese vojske pred tvoja vrata, ne čini? Po mendoj se është gjë pa lidhje kjo. Si çdo më ndodh. Ja sam za da ne bude rat, da bude mir. Pogrešno. Zašto? Zato što Ukrajina je nezavisna država. Qëndrimi janë është me përkra Ukrajinën, edhe mërzu Rusin, Putinin. Rat nikogаш не е убаво. Vladimir Putin bas politikave të veta që i ka, ai nuk është asgjë tjetër vetëm se një diktator. A него како председател сега беше добар. Сега моментално што направила не се согласува. Много лоши. Hitler istото го направи. Vynë me shtinë burg, se po bën gjenocid në popull vetë. За Путин сега не мисля ничего добро нещо. Shumë i mirë Zelenski. Përparimtar është. Kur është në pyetje demokracia dhe shteti i tij, ai është i gatshëm që me uniformën ushtarake të dalë të mbrojë shtetin. Не ми е познат. Много добро. Се бори храбро за својот народ. Добар изгледа. Секој ден е на телевизија дека е жив, дека се бори за Украина, за Киев да не падне. Ja mislim ќе се заврши многу брзо. Mendoj se në fund Vladimir Putin do ta kupton se ai nuk është në të drejtë,
ќе има конференција, што ќе одлучат другите држави, тоа ќе биде. Па мунат мундот е люфта трет ветроре. Со мировни преговори. Кој ме упруси? Македонија треба да ја поддржуваат Украина. Institucionet do të jenë një zëri në dënimin e aktit të Rusisë ndaj Ukrainës. Не е убаво да се неутрален. Македонија треба да се однесе кој што има могуćност да им помогне на украинската влада. Па кеша преферуване мос му përziket Барем да е Македонија за Украина треба. Duhet mu cilë mënyrën më të mirë që ekziston. Duhet me përkra Ukrainën. Во овој блок и информацијата дека Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги по препорака на владата усвоена вчера им укажа на кабелските оператори да ги исклучат руските канали што се реемитуваат во Северна Македонија. Препораката доаѓа по одлуката на земјите членки на Европската Унија да ги забранат Russia Today и Спутник на територијата на земјите членки на Унијата. Во известувањето до кабелските оператори, Агенцијата за медиуми се повикува на препораката од владата која се однесува на каналите во кои, како основач, се јавува Руската Федерација или приватни, физички или правни лица со потекло од Руската Федерација. Мерката потенцијално опфаќа 4 канали што се реемитуваат во земјава. Дел на англиски, дел на руски јазик. А додека Русија се подготвуваше за напад на Украина, председателот на Македонската академија на науките и уметностите имаше уште еден контроверзен настап со кој го доведе во прашање ни помалку ни повеќе туку опстанокот на државава. При тоа за главен проблем ги наведе Преспанскиот, договорот со Бугарија и уставните измени што произлегува од спогодбата со Грција. Со оглед на тоа што ова не е прв пророчки настап на академик Љупчо Коцарев, за коментар прашавме негови, а и наши искусни колеги. Зоран Јовановски. Македонската академија на науките и уметностите е највисоката научно-творечка установа во земјава. Во ноември 2019 година за нејзин нов председател беше избран академик Љупчо Коцарев, признат научник од областа на физиката, техничките и компјутерските науки и во земјата и во странство. По изборот тој најави различен пристап на ману кон горливите прашања. Ману треба со научно фундирани документи да се обиде да даде одговор. Значи, со истражувачки пристап да даде одговор на оние прашања кои што се важни за Македонија. Не сакам да влегувам во дневно-политички. Тоа нема тоа да го прави Ману, меѓутоа со наука сакам да и умет, сакам да допринесам за развојот на Македонија. Коцарев, а со тоа и Ману, брзо се наметнаа во јавноста, но најчесто не баш од научно фундирани причини. Во декември 2020 година Коцарев стави подпис на документ заедно со поглаворот на МПЦ ОА господин Стефан. Македонски манифест беше името на меморандумот кој беше подпишан и од ректорот на УКИМ. Ставовите во манифестот беа на линија на она што академијата веќе го зазеде како став во однос на македонскиот јазик и народ во контекст на преговорите со Бугарија. Но симбиозата меѓу црквата и Ману беше дочекана со критика, на што Коцарев имаше свој одговор. Секуларност е принцип на одвојување на владините институции, како и личностите одредени да ја представуваат државата од религиските институции и религиските достоинственици. Ману де јуре не е дел од органите на државната управа и не е дел од владините институции. Во јануари 2021 Коцарев повторно даде контроверзна изјава, повеќе политичка отколку научна. Сведоци сме дека многу брзо спогодбата од Преспа прерасна во извор на регионална дестабилизација, за што мора да се проговори отворено и со научни аргументи. Истиот месец, во интервју за Слободен печат, ги обвини меѓународните играчи за состојбите во земјата. Бевме први во регионот по многу прашања, останува горчлив вкусот дека Македонија се перцепира само како геополитичка лабораторија, во која меѓународните поголеми играчи тестираат своји рецепти за стабилизација, соживот и институционална трансформација. Веќе следниот месец, шефот на академијата се прослави со лажна изјава, дека владата сака да ја затвори катедрата по македонски јазик на УКИМ. Се брише се што носи македонско име, се урива македонистиката на филолошкиот факултет, темелникот на македонската државотворност. Жално.
Пократка преписка со деканката на филолошкиот факултет, Коцарев се извини, но продолжи да изнесува тврдења кои ниту се од неговата стручна област, ниту се базирани на докази, а се употребливи во дневната политика. Кулминацијата се случи минатата недела при обраќањето на годишното собрание на МАНУ. Во врска со македонскиот опстој би сакал да нагласам дека, според моје мислење, Бугарскиот договор, Преспанската спогодба и промената на уставот заедно представуваат извор на нестабилност во регионот од едноставна причина. Секоја држава што својата иднина ја гради врз нелегални и недостоинствени документи, а такви се трите документи, наметнати од геополитичките игри на големите сили, е осудена на пропаст. До 2018 година Македонија беше признаена како Република Македонија од над 130 земји, вклучувајќи ги трите суперсили – Кина, Русија и САД, продолжи Коцарев. Преспанската спогодба не само што ги избрише горе наведените факти, туку покажа дека САД се подготвени да жртвуваат еден неважен пион за поголем геополитички интерес, дури и ако тоа значи соочување со сеништата од минатото на нашите соседи, што може да доведе до распаѓање на Македонија и до обновување на регионалниот поредок. Ви благодарам за вниманието. По обраќањето следуваше аплауз, што не значи и дека сите академици се согласуваат со Коцарев. Некои, како Катица Ќулавкова, имаат слични ставови и го поддржуваат, што беше евидентно од обраќањето на истиот настан. Обстанокот на македонската нација е доведен во прашање, а без нација нема стабилна и просперитетна држава. Ние денес се во име на демократијата, од која што нема трага, оти и по устав сме мултидемократска и мултиетничка држава, мултијазична и мултирелигиска до тој степен на општествена и институционална ентропија, што всушност ја претворивме државата во нестабилен конструкт без интегративни фундаменти, во збир на заедници, групи и партии без национален и државен консензус, без идеали, без визија за еднината, без самопочит, без углед во меѓународните кругови. Други, како поранешниот председател на МАНУ Таки Фити, иако во ракавици, признаваат дека настапите на Коцарев се проблем за кој се разговарало и внатре во институцијата. Од она што јас сум му кажал и на председател и што разговараме често е, меѓу другото, дека треба тука да бидеме многу внимателни, бидејќи од позиција на председател и колку да се оградувате, сепак тоа се перцепира како став на МАНУ. И тука имаме различни ставови. Сега пазете, различни погледи, мислења, ставови во МАНУ се сосема нормална работа. И не можете вие да му натурате став на некој ваков или онаков. Имаме несогласувања за некои работи клучни, значајни. Не е многу поразлично ниту мислењето на академик Абдулменав Беџети. И тој забележува дека Коцарев во своите јавни настапи потенцира дека говори од свое лично име за некои работи, но и дека тоа не е доволно. Personalistisch med ihm, Kretari Kocarev në këtë aspekt, mendoj se përsëri u lëshua në çështje për cilët asgjë ka studime të veta shkencore, asgjë ka edhe studime tjera me të cilët shkencërisht do dëshmohet, po janë gjykime normative, pikpamje gjykimore të një shkencëtari, në këtë rast të fushave krejtësisht të shkencave informatike dhe të rekomandoni çështje apo zgjidhje caktuara të shkencave shoqërore dhe humane, po edhe historike, mendoj se është paksa liri e tepërt. Беџети смета дека Коцарев требало да внимава и на контекстот и на тајмингот. Por në kushte kur jemi në këtë kontekst të krizës ruso-ukrainase, ta vëni në dyshim nevojën dhe ta paralemroni se marrëveshja e Prespas, në këtë rast, zgjidhja e çështjes së emrit me Greqinë dhe ndrimi kushtetutës, njëkohësisht edhe marrëveshja miqësore me Bullgarinë, janë tre dokumente që në një mënyrë cënojnë pra jo vetëm identitetin, por edhe shtetin. Në pikpyetje, në kushte kur pikërisht këto dokumente mundsuan që ne sot jemi vend antar i NATO-s. Pra, është diçka që mendoj se është shumë subjektive. Мислење за настапите на Коцарев побаравме и од еден од најискусните новинари во земјава, Александар Чомовски. Тој има предвид дека академик Коцарев е еден од најцитираните автори од земјава во својата област, но и дека не е најсреќен познавач на политичката реторика. Внимавајте, он вели, Македонија може да биде пион.
Не е важно дали е американски и така натаму. Но ако се изразиме со тој шаховски речник, веројатно знае дека некогаш и пионите ја добиваат шаховската партија со мат. Според Чомовски, сепак, проблематично е местото од каде Коцарев го соопшти својот личен став за политички прашања. Тоа лично мислење на Коцарев може да биде вон, да речем условно, официјалната промоција на годишното собрание и неговото излагање, кај што треба да имаме што се Ману направила во изминатите години. Коцарев во основа е, како да ви кажам, своевиден политички провокатор. Затоа што на научниците тој им е својствен да провоцираат и по идеите, и по реториката, и по начинот на действувањето. Но и за провокациите, вели Чомовски, освен место се бира и време. Тоа се случи еден ден пред руската агресија, за која веќе беше јасно дека ќе се случи. Дека ќе настане голема геостратешка претумбација во светот. Тоа може би не е така лошо да не предупреди дека не можеме да бидеме индолентни кон атиците на символите и карактеристиките на македонската самобитност и држава. Не можеме, ви реков, сите да дуваме во исто дувло. 4-годишниот мандат на Љупчо Коцарев како председател на МАНУ истекува на 31 декември 2023 година. 1 година и 10 месеци од денес. Продолжуваме. Колку имаат основа оптимистичките оценки на власта за солидни резултати од спроведувањето на законските измени со кои пластичните кеси во маркетите се наплаќаат или треба да се наплаќаат по 15 денари? Ова беше мисијата на Хекура на Кифи во Тетово. Еве што регистрираше. Мањевија тортовите калуар ка филуар апликими диспозитаве të reja të ligjit për menaxhimin e paketimit dhe mbetjeve të paketimit. Предвидовме забрана на пластичните кеси за носење стоки кои ќе стане на сила од 1 декември, а дозволува само за продавање на биоразградливи кеси кои не смеат да биде екселесни и за кои се плаќа до надоместок од 15 денари. 2 muaj më vonë, Ministri i Mjedisit dhe Planifikimit hapësinor Naser Nureddini u shpreh kënaqur me zbatimin e ligjit. Веќе ги добивме првите податоци за продадените кеси во првиот месец, односно месец декември 2021 година. Во некои маркети каде претходно кесите биле давани бесплатно, сега имаме намалување и до 10 пати на продажбата. Treqen e 60 gradë, këto ditë kontrollojnë në teren, sa respektohet dhe zbatohet ligji. Tetova është një nga qytetet më të mëdha në Maqedoninë e Veriut dhe si rrjedhim një nga qendrat më të mëdha tregtare në vend. Ka qendra tregtare, janë të pranishëm zinxhirët më të mëdhenj të supermarketeve dhe ka dyqane më të vogla dhe tregje të gjelbra. Pikërisht, në treg fillua misionin ton. Së pari, ne folëm me tregtarët. A paguën myshterit për të kese? Paguën, si jo. Ka sa paguën? Ka 10 dinar. Na i kontrol diçka keni pastu? S'ka kontrol. Për keset? Ka pas kam. Kanë denu? Po ko e di, do kanë dënon, do kanë djotë. Pa ние се придържуваме према законот да кој сака кеса се знае дека е 15 денара е за кеса. Ако сака ќе го служиме, ако не, или носат торби со него. Се бунаат граѓаните по... Па не може да се бунат, тоа е закон кој е изгласан и кој е донесен од страна на надлежните органи и така и се спроведува. Дали имаше контрола на титовскиот пазар? Па идат, така идат. Тие луѓе кои се во власти за такви работи си доаѓаат, разговараат со нас. Казни, а некој да... Па нема што се казни ако се спроведува законот кој што треба. А се спроведува? Па се спроведува нормално кој се спроведува. Pretendimet e këtyre tregtarëve se ligji zbatohet, ne i testuam në një nga tezgat. Vlen disa fruta dhe kur erdhi koha për të paguar faturën. Sa të kam borç? 140. Kesën s'ta paguja? No, kesën, no. Se lea no.
Ето математиката дека има Хайдутлик. Хайдутлик? Па 5 мединани кјеса е школон диња, 5 мединани ке школон. Pas tregut, dolëm për të bërë pazar në dyqanet e vogla të lagjeve. Në asnjë nga këto markete ne nuk kemi paguar për qese plastike. Së pari ishim në një lagje. Po në marë. Që ta dhja? Sa duhet? 100 dinar. Kese, a duhet me ta paguaj jo? Vaje ta lapa, se ta paguaj vetëm ta, se kërkuj që paguaj. Pastaj, shkuam në një pjesë tjetër të qytetit, por atje produktet i futën më njerë në qese pa na kërkuar para për të. Kesën s'paguat, a? Ja, na. Ne japëm zezë se kina marrë shumë rezervë, pa di se ne kina punë me studentë, se përndrajshë... Kontrolla diçka s'jo vina, neve na këpunësi. Që atë është në patjetër e kina më në e qojmë. Edhe në shitoren e tretë, në anën e tretë të qytetit, përvoja ishte pothuajse e njëjtë. Sa të kam bërë? 160. Alo? Ty eshtë që të kese s'paguna, pa? Pa, ja, pa përkese. Talim ndërë shumë, hajde, për të një. Pas dyqanave të vogla, vendosëm të vizitonim disa nga rrjetet e mëdha të supermarketeve. Aty zbatoheshin dispozitat e reja ligjore. Kesi, kak ti ima? Има хартиени, те позади, има и найлонски. Найлонче колко се? 15, а тие са 10. Обична? Найлон. Se plakja? 15 денара, да. Ne. Çfarë mendojnë klientët? Ata tetovarme të cilët biseduam, thonë se ligji është i mirë, por që nuk funksionon si duhet. Qa mendon, qa duhet me bo që për mo... Po libët qese prapë, njësoj që ka konë, najlona. Nuk ka qese. Nuk funksionon, jo be fa ligji, s'ka ligji këto s'funksionon kur gjon. Po nekada mora da se počne. Mora da se počne da začuvame okolinavane ili ekološki. A ka shqytore që japin kese ama s'pagun, s'morin pare për kese? Ka da një rad. Pa sticajem okolnosti morali smo da se naviknemo, jer ekologija je danas velika stvar. A trebamo se prilagoditi uslovima koji su momentalno i na tržištu i u društvu i uopšte sa prikupljanja tih sirovina i reciklažu. 360 gradë ju drejtua Inspektoratit Shtetëror të Tregut, i cili është përgjegjës për mbikëqyrjen. Ndër të tjera, kemi pyetur se sa kontrolle kanë bërë dhe se sa gjoba kanë shkruar deri më tani. Përgjigje nuk morëm. Pyetjet të ngjashme kemi dërguar edhe në Ministrinë e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor. Sa i përket inspektimeve dhe gjobave, ata na thanë se nuk kanë informacion, pasi është në jurisdiksionin e Inspektoratit Shtetëror të Tregut. Për atë se a janë të kënaqur me efektet, përgjigja është po. Првичните податоци обезбедени во соработка со големите маркети покажуваат дека количината употребени кеси е драстично намалена. Во некои ланци на маркети имаме намалена употреба од 5 до 10 пати, а изразено во килажа станува збор за тонски количини на намален отпад од пластика. И покрај тоа што е потребно време за навикнување и прилагодување кон овие мерки, сепак, позитивните промени на потрошувачките навики се очигледни, а податоците покажуваат изголемен број на продадени торби за повеќекратна употреба. Këto të dhëna Ministria i mbështet në të dhënat nga rrjetet më të mëdha të supermarketeve me të cilët bashkëpunon. Duke qenë se raporti bëhet çdo 3 muaj, të dhënat e ardhshme për numrin e qeseve të shitura do të bëhen të ditura pas fundit të muajit mars. Sa qese nuk shiten, por dhurohen në marketet të vogla dhe në tregje, nuk dihet. Nga Ministria vetëm theksojnë se të njëjtat rregulla që vlejnë në supermarketet të mëdha, vlejnë edhe për dyqanet e lagjeve dhe tezgat. 2 години и 2 дена. Толку време помина од првиот потврден случај на COVID-19 во земјава. Центарот за граѓански комуникации направи пресек на дел од досегашната борба со вирусот за да се провери еднаквоста на испорачаните здравствени услуги во различните COVID центри. Историјата е на Славица Филиповска. Напливот на пациенти принудно ги трансформираше болниците во ковид центри. Ајде кашлај. Како што беснееше вирусот, така и македонското јавно здравство се реорганизираше. Чека се. Што да правиме сега? И они не се криви, и они не може да постигнат това е многу народ. За медицинските сестри тоа не е проблем, оди тие се обучени за тие основни параметри,
Но нормално тамо треба да имате наводници јако срце, да речам, оти гледате пациент на кислород. Еден од најбесните ковид периоди од октомври 2020 до крајот на март 2021 или вкупно 6 месеци е опфатен во анализата на невладиниот Центар за граѓански комуникации, посветен на 28 ковид центри. Се истражувало дали сите пружиле еднаква здравствена услуга на пациентите и како се трошеле јавните пари при набавка на лекови. Во анализираната половина година, 28-те ковид центри примиле околу 20.000 пациенти, од кои починале 3.139 граѓани, или секој шести. Пациентите се задржувале на болничко лекување во просек по 10 дена. Ги лекувале вкупно 822 лекари и 1698 медицински сестри. Речиси 75% од пациентите добиле кислородна поддршка, а просечно се трошеле по 3 маски за кислородна поддршка на секој пациент. Користени се вкупно 158 респираторни машини. Само за набавка на Клексан и Фраксипарин, во анализираните 6 месеци ковид центрите потрошиле вкупно 2,2 милиони евра јавни пари. Нашата интенција беше да фрлиме светлина врз еден голем сет на информации кои се обезбедени од институциите и се разбира дека натаму очекуваме некои други да ги обработуваат и да ги стават во некој друг соодветен контекст. Ако анализата се погледне подетално, например за односот помеѓу хоспитализираните и починатите, наведено е дека на Универзитетската клиника за нефрологија и во градската болница 8 септември во Скопје починал секој трет хоспитализиран пациент, додека на инфективна секој 8, а во Козле секој 30 примен. Во однос на грижата, најмногу лекари по пациент имало на Универзитетската клиника за детски болести во Скопје, по еден лекар на секој тројца пациенти, а најмалку доктори на инфективна, каде според анализата еден лекар се грижал за 103 пациенти. Овие наоди беа провокација за заменик министерот за здравство Владимир Рендевски да даде свое толкување за време на јавната презентација на анализата. И дал едно медицинско толкување на клиниката за нефрологија, таму се пациенти со тешки коморбидитети, знаете, со хемодиализа, така што очекувано е кај нив да има висока смртност. Не значи дека високата смртност на таа клиника покажува дека пациентите не биле добро третирани. А во поглед на она што јас го запишав тој податок од господинот Марко Митерски, кога спомна дека на клиниката за инфективни болести еден лекар на 103 пациенти, мене искрено не ми е како лекар логично, бидејќи ја познавам добро инфраструктурата на инфективната клиника. Еве, гледајќи вчерашниот извештај, кој што ги добивам на дневна основа од директорката Стефановиќ, значи таму отприлика има 88-90 пациенти, а не може еден лекар да постои само на клиниката. На вистина тој податок мислам треба и да го проверите. Му реплицираше авторот на истражувањето. Ние ги добивме податоците од сите ковид центри. Значи тој податок е доеден кој ќе вкрстите, значи бројот на пациенти и бројот на ангажиран медицински персонал. Значи за точноста на податоците одговара материите кои што не ги доставиле. Така да ние само ги имаме вработено. Во опфатениот 6-месечен период, најмногу пациенти примила инфективната клиника во Скопје, дури 3821. Втора е Прилепската болница со 2110 пациенти, а на трето место болницата во Охрид со 1448 пациенти. Најмалку болни од COVID-19 пак примиле клиниката за пластична хирургија 58 и детска клиника 60. Дебар пак е на врвот по болнички денови, каде просечниот период на хоспитализација 77 дена, додека на инфективна само 5. Најброен медицински персонал имала градската општа болница 8 септември, 672 лица, а најмал болницата во Кичево, само 19 луѓе. Клиниката за травматологија потрошила најмногу кислород, 1428 килограми по пациент, а Стромичката болница најмалку, околу 5 килограми. Респиратори најмногу користела клиниката за очни болести, 50, а најмалку болницата во Штип, само 1. Анализирано е и користењето на два лека, Клексан и Фраксипарин. Најмногу ампули од овие два лека потрошиле во 8 септември, во просек по дури 56 парчиња на пациент,
а најмалку во Прилеп 0,7 ампули по човек. Ова се дел од 10 индикатори во истражувањето, според кои е направено рангирање на 28-те ковид центри ширум земјава. Според сите параметри на купче, во анализата се констатира дека само 5 центри овозможиле високо ниво на здравствени услуги, и тоа 8 септември, клиниката за пластична хирургија, Козле, травматологија и клиниката за детски болести. Инфективната клиника е рангирана на средно ниво, а на дното е Струмичката болница. Логично е дека клиниката за детски болести или институтот Козле ќе имаат најмала стапка на смртност со оглед на тоа што таму се примаат деца кои што имаат најмалку коморбидитети и реално и смртноста кај децата е најмала. 3800 и нешто е бројот на пациенти во клиниката за инфективни болести, додека клиниката за пластична хирургија беше многу кратко, јас чинам ковид центар и со тоа и бројката како што ја рефериравте е само 58 пациенти. Реално имам забелешка што не може една било која клиника, односно здравствена институција која што хоспитализирала само 58 пациенти врз база на толку мала бројка да се рангира како втора, како трета, додека реално има клиники кои што целиот товар го поднеле на нивни грб да се послабо рангирани. Мислам, бројките кажуваат така, ова е само една интерпретација во статистичкото толкување. Има 10 различни индикатори кои што кога ќе ги вкрстите сепак се добива некоја представа за тоа каков бил третманот на пациентите. Можеби кога ќе издвоите еден конкретен индикатор може да не ви е најверодостојно, не знам, согласно со вашето субјективно мислење, меѓутоа согласно методологијата како што работиме, бараме податоци од самите институции, значи тие со официјални дописи подпишани од нивните раководни луѓе ни ги доставиле тие податоци, ние според методологијата сме ги обработиле и тие го покажуваат ова, ја даваат оваа слика. Вториот дел на истражувањето се однесува на набавките на лековите Клексан и Фраксипарин, и тоа од март 2020 до крајот на март 2021, за што се потрошиле вкупно 2,2 милиони евра. 95% од спроведените набавки биле со отворени постапки, додека 5% без објавување оглас. Клексанот е набавуван по еднаква цена во сите ковид центри и сите го купиле од фирмата Medex Farm Doel од Скопје. Од друга страна, Надропаринот или Фраксипарин е купуван од две фирми – Феникс Фарма Доел и Македонија Лек. За него, ковид центрите плаќале различни цени за единечно пакување. Значи, постојат разлика во пакувањето од 0,3 од 74 до 131 денар со ДДВ, пакувањето од 0,4 од 101 до 175 денари и за 0,6 од 151 до 223 денари. На прашање на 360 степени зошто ковид центрите набавувале ист лек по различна цена, Рендевски одговори дека тоа треба да се провери. Јас се согласувам дека било кој лек или набавка не треба да има голема разлика во набавната цена. Ако е од истиот практично лек, логично е да нема некоја голема разлика. Единствено ако нема некоја голема разлика во количините, така што сепак сметам дека на тоа прашање овластените ревизорски извештаи институции тоа треба да го проверат. И покрај подобрената епидемиолошка состојба во моментов, ќе останат отворени прашањата дали соодветно се одговори на здравствената криза и дали сите добија еднаков болнички третман. Второ, но не помалку важно прашање е и дали имаше воени профитери. Во однос на разликите во цените кои ги констатираме, се разбира дека очекувам надлежните институции, како што е Државната комисија за спречување на корупцијата, обвинителството и слично, да поведат исто така и да фрлат светлина на овој аспект од констатираните проблеми и секако можеби и да лоцира некаква и кривична одговорност за тоа дека некој можеби ја злоупотребил ковид кризата за да оствари незаконски финансиски интерес. Наред се уште едни реклами, а по нив саботажата на Сречко Поповски.
Оние што бегали или бегаат од часови, веројатно никогаш нема да научат толку поучни уроци за значењето и рефлексиите од светските тектонски придвижувања, кои што класната им ги пренесува на своите ученици, ниту ќе можат толку длабоко да проникнат во македонскиот јазик, за да изнаредат така долга низа епитети кои како карактерни лампиони им се ставаат на сите кои имаат лоша дума за кремање. Дека се дегенерици по раѓање, дека се фалични суштества, болни, ментално болни, дека се инфериорни и импотентни и дека надвор од тоа да бидат евнуси, шкопеници, значи измеќари и робови на своите господари луди, друга улога нема. Добрата вест е тоа што на сите ним им се гледа крајот, иако извори од Москва немаат официјално потврдено, сепак веројатно според заклучокот донесен на наставничкиот колегиум. На часот, со известна доза на сигурност, може да се соопшти дека отприлика сето тоа се случува по интервенција на Севишниот. И тоа по Божја волја ли е? По трети, четврти пат и се век и пол и се паѓа да го чисти, да го дезинфицира светот, да го спасува светот една држава, Русија. Дилеми веројатно и не може да има, па тоа се гледа во питомоста на ликот, во благоста на делата на неговиот пратеник на земјата. И не само тоа, туку изгледа во неговото житие ќе биде вградено и едно од чудата на кое сведочат учениците, кое сигурно ќе му помогне да биде канонизиран и да стане светец. Гледаш како збори спокојно. Злобниот Путин. Ама и доктор стана. Шо? За 24 часа кој излечи ковид. Нема докази дека се лечи од срам, иако има такви кои што очигледно се оперирани од него. За разлика од сите кои допрва, како што се вели на часот, ќе почистуваат непријатност и долго ќе боледуваат од неа, бидејќи не ја прифаќаат терапијата со која е решено да се лекува светот. Со овие нацифашисти, дегенерици во политичкиве партии, во елитава македонска, во медиумскиот простор, ние таков срам историски си нанесовме. Прв пат сме на погрешна страна, заедно со дегенерици и, Боже, прости ми, со идиоти, со дебили, со све што е тешко, неизлечиво пореметено. Истинска среќа е што барем наставно научниот кадар не ни е на погрешната страна. Иако ако човекот сака навистина и во целост да помогне, не за друго, туку за да не се губат часови, мора да забрза со операцијата или да смислува некој нов лек, со кој поделотворно ќе се смируваат хормоните на надбрежната жлезда. Вака, ја да ти кажам, гледам и по тебе, ја 3 дена не спијам, еве сега денеска пак нема да спијам. Затоа што адреналинот ми е зашего, не можам да не пропуштам нешто. Ако продолжи да трае, тогаш треба убаво да се промисли што би му дало малку шмек и би ја зголемило неизвестноста и возбудата, особено за домашната публика. Класната и учениците се во дилема околу транспортот, формацијата и бројноста, но дефинитивно имаат интересен предлог. Да се организира, например, настава во природа, со сите оние кои попреку гледаат на драгиот цар. Уф, како би ги натоварила. Усточен вагон, мајка. Ама затворени, како крајови не ќе ги... Како стока сега со пенџериња ли? Стока у вагони, имаме пруга, правец Украина.
Ја дивизија ви им организирал. О, Сите што гласа на авион референдумот, слободно. 500.000 у авиони и ги платам. Ја чак би посакала на фронт, вака на линија, од една страна чеченци 17. Чеченци, од друга страна русиве, у средина нашиве, па сад кому иде? И на крајот, кога не постојат доволно зборови со кои може да се опише благодарноста за насмевките, пружената радост, за огромната среќа. Епа, вака само можам да речем. Фала ти Боже што ме остави живи, да го видиме стварно тешко време, ама овакво уживање, извини. Иако само класен, на кој не се дава оценка. Овој час е уште една и конечна потврда дека образованието е во тешка криза, на која не е потребна сериозна и длабока реформа, туку враќање на фабричко подесување. Со саботажата завршува и ова издание на емисијата 360 степени. Следното е в петок од 22. На Алсат следуваат вести. Пријатно.